Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Со оглед на тоа дека пред неколку месеци повторно се врати разговорот и дебатите околу законот за предлог законот за забрана од пушење и за заштита од пушење, токму и за тоа и ќе разговараме, бидејќи повторно сега се разговорува истата тема во текот на вчерашните дневно-информативни изданија имавте можност да проследите. Но она што е интересно и што го ставаме како тема на екранот, не може да ја поставиме темата, владата има согласен став дека нема мислење по предлог законот за заштита од пушење доставен од Собранието, изјави портпаролот на владата на Република Македонија Миле Бошњаковски во врска со темите на вчерашната 32 седница. Предлог законот за заштита од пушење е вратен во Собранието на понатамошна процедура, рече Бошњаковски. И токму за тоа и ќе разговараме околу мислењата на гледачите со оглед на тоа дека овој закон побуди многу дебата, па и дури кај пушачите кои што се против враќање на оние стари навики кои што ги имавме, па и кај непушачите кои пак ги поддржуваат пушачите дека треба да им се дозволи како што беше порано, но и постои, се разбира, огромна дебата која веројатно и ќе се разгледува во рамки на европските законски регулативи по однос на заштитата од пушење. И токму затоа и разговараме на 0260 91 924 или 0260 91 925. Повторно правно тука некако се занимаваме со темите, но овој пат малку можеби полабава тема за разлика од оние теми кои ги имавме во изминатите 3 дена поврзани со судски процеси и тоа доста важни за Република Македонија. Доколку имаме некој на линија или пак исто така може да ни пишувате и на фан страницата, веднаш одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Како е, Огне? Добро е, како сте вие? Ја малку прехладено. Па добро, таков е периодот за сите. Се надам ќе заздравите побрзо. Ќе биде. Повелете. Непушењето е пола здравје, а пушењето е нула здравје. Така. Што значи цигарата е узрок за секоја болест што доаѓа кај човечкиот организам. Сега стана мода пушењето уназад 10-15 години. Порано пушеше тој што стварно, мислам, че се одлучи да пуши. А сега децава нека се живи само. Ги гледам купчиња сите со цигарите. 13 години сите со цигарите во рака. Не е тоа добро за сами нив, ама не можеш да им докажеш. Так. Прво, кога ќе отидеш на лекар, која болест да ја добиеш, те прашува одма дали ти пушач или не пушач. Не е дека непушачите не умираат, умираат и тие, али друго е ти кога на организмот ќе му ставиш плюс еден отров, малку отрови вдишуваме, па уште еден отров намерно да му го внесеш во организмот, значи тоа е штета. Сами од себе си прави штета. Так. Што ќе ги изгориш парите за цигари, земи една тегла и секој ден парите ставај ги во теглата. И на крајот од годината ќе видиш колку пари ќе собереш и можеш нешто паметно да си купиш, да ти остане за успомен и да кажеш ова ми е од цигарите што ги остави што не пушам. Мене ми е толку ниско кога одам низ град, па ги гледам продавачи пред продавници, па и овие пред министерство со цигарите во уста, собрале купчиња, чашката со вода во рака, на што личи тоа? Или нека им се даде некој простор да пушат, него да стојат така како... Мене тоа ми е многу одвратно, тоа е толку некултурно, што никаде во свет не сум видела, иако толку многу сум прошетала. Така да, јас или би го забранила тотално пушењето надвор, да се оводлужи просторија во натре нека пушат и кој што сака како ќе се одлучи така нека прави. Поздрав до емисијата и до тебе и очекувам да ми се јавиш. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Доколку имаме некој на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Од Берово, Ѓорѓи на телефон. Поздрав до вас, Ѓорѓи и до Берово, повелете. Како што се мача прилепчани со тутуно, треба да му го платат пример 200 денари килограм, а цигарите нека и направат 300 денари и кој сака да се убива, нека повели, нека пуши. Так. А во кафаните
може да се направат посебни простори, да пример како што е во Канада, со вентилации и нека се труја кој сака, зошто да му забранувам јас на некого да пуши. Нема потреба. Тој сам се одлучил да пуши, да се разболи и да умри, јас нема зошто да му дозволувам. Мислам, нема зошто да го бранам човекот. Нека ја направат, пример, една кутија цигари 200 денара, 300 денара, тие по-квалитетни цигари, нека ги платат тие тутунарите таму и пријатно. Нема зошто владата да се занимава со такви глупости. Пријатно и благодарам што ме слушате. Пријатно. Благодарам и до вас за јавувањето и се слушаме во некоја следна можност. После локалните избори ќе се одлучува и дали пушењето ќе биде дозволено на терасите и летните бавчи и во зимски услови, кога ќе бидат затворени со најлони. Во ноември Собраниската комисија за здравство ќе ја повика експертската јавност да даде мислење дали треба да се тргне забраната за пушење на тераси. За законот што го предложија братениците од СДСМ се расправа и министрите во владата, чии што став еве и го видовте на 32-та седница. Новото законско решение нема драматично да се разликува од сегашното. Се трга само забраната за пушење на тераси според новото предлог законско решение. Сега во бавчите и на кафулињата и рестораните е дозволено пушење само кога објектот нема кров или е отворен од најмалку 3 страни. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Волнен поздрав за тебе. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Со целосен респект за мислењето на претходните гледачи. Добро. Да кажеме дека сепак тутунската индустрија е една од најдоходовните индустрии во светот. И според тоа и најголемите плаќачи на даноци во светот. Сега, дали некој сака да пуши или не сака да пуши цигари, тоа е, значи, сам човекот ќе си избере дали сака да пуши или не. Јас би се оградил од она дали сака да умре некој или не сака да умре, тоа е веќе малку и морбидно. Меѓутоа, она што јас би го кажал како предлог, мое некое размислување, во Македонија не би било лошо да има места, односно кафичи, кафе, барови и така натаму, кај што ќе биде дозволено пушењето и такви кај кои што нема да биде дозволено. Кај оние кај што ќе биде дозволено пушењето да си плаќаат на годишно ниво известна сума за дозвола, нели? За таква дозвола да ти извадат, да си платат давачки према државата, меѓутоа да бидат и обрзани вентилацијата да биде на толкаво ниво да димот од цигарите воопшто не се приметува во тие места кај што се пуши. Так. Тогаш веќе би било нешто добро, значи добро регулирано, тогаш и државата би имала приход, тогаш и желбата на луѓето дали сака или не сака да пуши би била испочитувана, желбата на луѓето дали сакаат да отидат во кафич кај што се пуши иако се непушачи би била задоволена затоа што вентилацијата мора да постои како таква и мислам дека проблемот би бил на тој начин до некаде решен како што треба, како што е по многу западноевропски земји до сега направено. Тоа би било од мене, Огнен. Фала ти на време. Благодарам многу за јавувањето и поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден. Се јавувам од Битола. Поздрав до Битола. Само накратко, се сложувам со безмалку со целосната дискусија на слушателот пред мене. Јас само би ве прашала, Огнен, следно. Убаво е што зачнуваат и вакви теми кои не се чисто политички, ама би ве прашала зошто не ја поставивте темата, зошто Државната изборна комисија и Република Македонија и покрај сите силни најави и покрај сето бусање во гради на СДСМ дека ќе направи нешто за самостојно гласање на инвалидите, пред на слепите лица, и никој, сите го премолчивте тоа дека тие сите се фалеа со шаблон, меѓутоа шаблон за гласање на слепите лица немаше нигде. И никој не го зеде во обзир она дека господјата во Охрид не можеше да гласа затоа што гласањето беше на спрат, а таа не може со количка да се качи до таму. Да ви кажам искрено, да, јас лично ве кажувам дека не знам за тие случаи, што е мој личен пропуст и одлично што ја отворивте таа тема истакнувајќи ги овие прашања кои што ќе гледам и во следниот период со оглед на тоа дека повторно сме во предизборие да се покренат и да се отворат. Да, знаете како мислам, без оглед на се, инвалидите постојано се зборуваат дека се маргинализирани, ама сепак се тие тука ваши, наши. Не, во право сте комплетно, не, тука нема потреба воопшто ни да дискутираме, тоа е сосема
Сосема сте во право за тоа. Мислам дека би било убаво и последно време, бидејќи гледам дека ги пратите сите актуелни настани, пошто во изработка е, да речам, во законот, измените на законот за социјална заштита, па би било убаво кога ќе дојде тоа, или ако не во овој што е другиот мој термин, да поразговараме малку и околу тоа, бидејќи ми се чини дека премалку простор се остава за ваквите теми. Добро, дело со измените на законот за социјална заштита и за исплатите кои што владата ги вети, тоа го имаме разговарано во емисија. Не, знаете, најмалку е проблем парите. Парите не се тоа. Знаете, еве, например, само што овој не ви го одземам времето. Гледајте колку убави, например, вие имате документарни филмови. И ни една не е синхронизирана. Конкретно вие разговарате со потполно слепо лице. Сега, пазете, проблем е мој што јас не знам англиски. Ама околу тоа друг пат. Потоа, кога ќе дојдат некои странски делегации, многу често се случува да говорникот кој говори не е преведен, него е само со титул. Сакам и јас да знам што ми се случува во земјата. Така. Добро. Има работи околу кои на вистина би било убаво да се поразговараат, не се само во прашање само слепите и се. И мислам дека би било добро да оставите малку во секој од телевизиите по малку, барем еднаш месечно или еднаш на 3 месеци по еден час да се разговара за проблемите, за социјално ранливите категории. Добро, ние тоа го правиме, значи не е точно дека не го правиме, го правиме тоа. Верувајте ми, ве следам во целост. Бидејќи вие сте дефинитивно лично мојот прозорец. Ви благодарам. Само да ве прашам за крај пред да се исклучите. Да. Дали вие си го остваривте правото на глас на овие избори? Да, јас го остварив правото на глас, меѓутоа не самостојно. Така, затоа самостојно требаше да ве прашам. Дали самостојно го остваривте? Не, бидејќи во мојата изборна заедница во Битола немаше. Јас првото кога влегов ги прашав членовите на Општинскиот изборен комитет, добро. Да, и тие ми рекоа дека оваа година сепак и покрај као нивната најдобра желба ништо од шаблоните. А само да ви кажам, меѓу другото не ставија на трошок, не повикуваја во Сдруженијата на Сојуз на слепи, сами требаш да го платиме такси превозот, да појдеме таму за да ја поминиме обуката и за ништо на крајот. Така. Добро. Благодарам многу за јавувањето. Поздрав и убав ден ви посакувам во Битола и особено благодарам за покренувањето на ваквите прашања. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да. Добар ден. Добро, Бог дал. И вам исто, повелете. Ја мислам за ово пушењето уопште треба да се забрани, да не се пуше во објекти. Добар си законот, но треба да се менја и така да се продолжи. Затоа што никој не го пуштува. Тоа е од мене на кратко да не должам. Едно друго прашање ван темата, може ли, Огне? Бидејќи дозволив на претходната гледачка, ќе ви дозволам и вам, повелете. Како може ви лично да се ангажирате? Ние што имаме викендици или села, не можеме да гледаме 24 преку ресиверсите или тоа, како се викаше, бум. Како можеме да дојдеме до 24 да гледаме? Не можеме само да гледаме канал 5 или Сител или тие 3-4 телевизии. Сакаме да ќе гледаме 24-ката. Како можеме тоа да го успееме? Добро. Ќе ви одговорам, благодарам за јавувањето, поздрав и убав ден до вас. Значи има со одредени пренесувачи на програми, имаме разговори постојано кои што ги правиме за да се обезбеди приемот и кај вас, кои што сте корисници на други компании. Подат малку потешко низ текот на годините. Да се надеваме дека може би тие работи ќе се променат, надешта подамна ја имаме и беше едно време променета, па потоа нешто повторно се случи, но ќе пренесам јас до тимот кој што работи на тоа прашање и ќе ги замолам ако може да се убрзат, но забрзаат, но верувајте ми дека не станува збор на нешто кое што треба ние да се заложиме, бидејќи ние сме заложени во однос на тоа, туку некој кој што треба да има, да речеме, повеќе слух за некои работи. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видите, вака, гледачот за аеродром се јавам. Поздрав до вас, повелете. Во врска со
zabrana sa pušenjeto во kafići, restorani i tako natamo. Moje mišljenje je da ne bi trebalo uopšte da bude zabranjeno pušenje, treba pravilna ventilacija da ima. Ventilacijata po kafići može da se izvede, i to ima mnogo stručnih lica kaj nas, projektanti, inženjeri, mašinci, da se izvede taka sa 12-13 izmeni vozduh na čas, da ima potpuno toširanje na prostore. Čovek ne sme da osjeti na glava pogolema brzina od 0,3 metra po sekundi. I Dobro. to može da se napravi. Uopšte cigara, dim nema da se osjeti. To treba, koga će se dala dozvola za kafići, restorani, dozvola, upotrebna dozvola, mislim, samo ta ventilacijata da se provjeri kako je, to ima i kaj mnogo drugih zemlji, u Hrvatska, na primjer, mi se čini da je taka, samo ventilacijata dobra, da nikogo nema da mu preči. To je moje mišljenje, moj predlog, da tako treba da naprava. Samo ventilacijata, zabrana za pušenje da ne postoji. Dobro. To. Ja svi благодарам и пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. Во врска со темата сакам да кажам дека треба се забрани на работа воопшто да не се пуши. Мислите на работните места? Па да. Или додека некој е на работа? Додека е на работа, тоа е на работно место да не се пуши. Добро. Затоа што се забушава со пушењето и пиење кафења. А друго, сакам да ви дадам идеја или проблем да се информираме, да речеме вие да не информирате телевизиите или медиумите во врска со храна, каква храна јадеме, што јогурт пиеме, што кисело млеко, ти гледам многу датумот на производство и рокот на тој датум е бајаги дугачок. Што адитиви се стават внатре, не се знае. Благодарам, пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Тетово. Поздрав до Тетово. За пушењево, фала. За пушењево горе, доле, нека биде, сите пушат, сегде се пуши. Кој сака да иде у кафана, ќе иде, кој не. Него имаме, пошто гледам други проблеми кажуваат, најголем проблем е со кучиња. 20 кучиња на дан проаѓаа пред моја зграда, кој ќе излезем на савале, нема ке да згаздам. Дали може некој закон да се донесе, да им се стае маска на кучето, да му се даде едно најлонче на газдата, да земе една рукавица, едно лопатче. Затоа има закон. Тој закон е во Хрватска уште од 90 и некој. Има закон, господине, за тоа во Република Македонија. Како има закон бе? Ама господине, јас очекувам да комуницирате со мене со респект, не сум јас без за вас. Значи ви кажувам дека во Македонија има закон кој што забранува кучињата да се шетаат без носење маска, истовремено има закон кој што побарува од како се вика, од собствениците на кучињата да си го чистат изметот кој што го создаваат кучињата. Доколку видите некој што не го прави тоа, можете слободно тоа да го пријавите. Значи, таков закон во Македонија постои. Ја куче со маска. Ало? А сте пријавиле ли некаде? Слушајте. Куче со маска, ја немам видено да пројде. Дали сте го пријавиле собственикот на кучето со кое што било без маска? Кого да пријавим, полиција гледа, проаѓа кучиња покрај нив, кого да пријавим ја? Да барам некоја полиција да трча по нив? Да, господине, затоа што тоа е за Министерството за внатрешни работи. Законите ги спроведува во оваа држава Министерство за внатрешни работи и Министерство за правда. А во Скопје има со маски, шета? Да, има, господине. Добро, не сум видел, фала многу, извини. Пријатно до вас, благодарам за јавувањето. Мислам, прво да се научиме треба на комуникација. Второ, ако веќе ви кажувам дека постојат такви закони, земете и пријавете во полиција. И ќе видите, ако не реагира полицијата, тогаш има друг проблем на кој што треба да се реагира јавно. Второ, зошто не дозволувам да се зборува надвор од темата? Токму поради оваа причина, затоа што оваа тема ќе ми речете за 2-3 месеци, дајте бе Огнен да разговараме за темата за законот за заштита од пушење, и јас ќе ви кажам тоа е разговарано.
Но гледате еден гледач кога ќе дозволите со должна почит кон гледачката од Битола, но еден гледач кога ќе дозволам да зборува надвор од темата, потоа сите си земаат за право да зборуваат надвор од темата, а јас немам право да одбијам некого ако веќе некому сум допуштил. Затоа ве замолувам, не ме ни прашувајте дали може да зборувате надвор од темата. Затоа е дадена тема. Затоа имаме 20 емисии неделно. Односно, не се 20, 15 се извинувам. Најмногу максимумот е 15 емисии неделно. Па јас не знам дали треба 30 емисии неделно да направиме, па и тогаш додек можеби нема да ги постигнеме сите теми за кои што сакате да зборувате. Темата е дадена, треба да се испочитува и да се зборува за неа. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. За темата, Огнен. Ајде, повелете. Значи, имавте вие ваква слична емисија и пред месец-два се не знам. Имаше кога се појави повторно, како кога прочем влезе во собраниска процедура, да. Да, и тогаш успеав да ве добиеме и сега успеав. Мило ми е, повелете. Не знам за што разговараме. Во цел свет е тренд да нема пушење во затворени простори. И тогаш кажав и сега, време сум прошетал, сум бил до Њујорк, си бил и тие. Да. Кажете му на гледачите дека во Централ парк пред 2-3 години е забрането пушењето. Точно, целосно, значи во целиот Централен парк на Њујорк е забрането. Кажете му дека кафанчината ќе има по 2-3 масички надвор, забранете пушењето. Точно, надвор од оградата на масичките може да пушите на тротоарот, ако не пречите никому. Зашто зборуваме ние, за каква вентилација зборуваме, за каква традиција зборуваме, па тоа е катастрофална традиција, ние треба да се гордееме со некоја традиција што е убаво нешто, а не традиција во пушење, тоа не е традиција. Тоа е непознавање на... Тоа немање култура е тоа. Веќе станува збор за немање култура, ти да... Јас кај што ручам во ресторант да застане на соседната маса и некој да ме чади тука, тоа е катастрофа. Јас не знам се владава на кого му се додворува се со вакви закони што мисли да ги воведува се вака. Па тоа е катастрофа, јас не знам, сум револтиран од ова, тоа треба да се забрани воопшто да не се пуши никаде, а не ние зборуваме се пак во 2/3 отворени тераси па да се пуша па не знам. Тоа е катастрофа, не знам. Јас сум апсолутно против тоа и се надевам дека ќе има слух на тоа да се оди, значи што по-ригорозни мерки да има за пушачите. Па не знае колку податоци има, колку луѓе заболуваат од рак на белите дробови како пасивни пушачи. Така. Да, не јас повеќе време, Огнен, фала. Добро, благодарам многу за јавувањето, поздрав до вас. Кога веќе го споменавте Њујорк, особено сојузната држава Њујорк во Соединетите Американски држави, конкретно градот Њујорк. Интересно е да се спомене и тоа од тоа што сум разговарал со тамошните надредени власти кои се биле посветени на ова прашање, се вели дека стапката на пушачи во Њујорк заклучно со 2014 година, е веќе и во 2015 година е нападната на најниско ниво досега во историјата на градот Њујорк, а тоа е 13,9% од вкупното население во градот, изземајќи ги се разбира туристите. Но и самата бројка сама по себе многу голема. Зошто? Затоа што и така и одговараат кога ќе ги прашате во однос на тоа, на властите кои изборуваат зошто е намалена стапката, ќе ви речат дека не станува збор за една акција која што е направена против пушењето, туку станува збор за напори кои се вложувани во изминатата деценија, со зголемување на цената на цигарите, со зголемување на цената на тутунот, со забраните кои што се правени за пушење во каков и да е затворен простор, па дури имате и згради, па и цели квартови кои што е забрането пушењето. Значи надвор од тој кварт вие можете да пушите, а дури ни на улица не смеете ако зградата или квартот или пред зградата е забрането, затоа што така одлучиле во купниот совет. И затоа е таа стапка толку многу намалена, што е огромен успех според властите на сојузната држава Њујорк. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Прво да кажам дека во врска со пушењето. Ајде. Еве, јас долги години пушев, меѓутоа 91 година, послушав здравствените работници и престанав да пушам. Меѓутоа што правиме со загадениот воздух, загадената храна и загадената околија? Јас би ти поставил едно прашање
да малце прочепкаш и да видиш на кутијата за цигари што пишува. Нигде не пишува содржина, само пишува колку има никотин, колку има шеќер. А што, како, например, брашното, што е направено, колку има зрна, што има како. Прочепкај малце, па ќе видиш. Затоа што работе во тутунска индустрија, од кога почна таа жилата што е у средина, тоа е дрво се фрлаше, кога италијанците измисли една машина, пафинг се викаше, кога почнаа тоа да го мелат, да го прават како тутунско фолио, и кога почнаа цигарите да стават флавораи, сосови, хемија, од тогаш почна ова луѓето да заболуваат и од ракови и од се, а не од тутунот. Луѓе што купуваат на пазар чист тутун, дробен, и што го пушат само никотин, а не пушат ни сосови, ни флавораи, ни дрва. Кајде сега дрво да измелиме и трици да пушиме. Проверете, еве ти давам една насока да провериш што пишува на кутијата, што е составот на цигарата. Па ќе видиш дека никој не декларира што има состав цигарата, колку тутун има, најмалце тутун има. Другото е све сосови, флавораи, шеќери и пафинг. Затоа има толкава и заработувачка. Благодарам што ме сослуша и пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрави до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден. Од Прилеп се јавувам, Огнен. Добар, да, повелете, поздрави до Прилеп. Во врска со темата, јас бев угостител од 72 година, сега сум тутунов производител. Позната ми е, мислам, едната работа и другата. Во врска со пушењето треба да, мислам, народот треба да пуши, пошто колку што му штети, толку му користи. Али што се однесува до кафичи, до ресторани, треба да има посебни услови, делови што треба да се пуши. А иначе што спомна претходниот гледач точно, дека тутунот како тутун не е штетен доколку во цигарите се става тутун, а не хемиски субстанции. Добро. Мислам во врска со темата тоа е. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Добар ден. Насов е. Поздрав за цели. Поздрав до вас, Насов. Повелете. Благодарам. Да ти кажам, бев отсутен од дома вторник, среда, четврток, денеска. Слушам, не сум имал ни телевизор, ни радио, ни ништо, ама мирна глава, со одмори, што ти кажам. Колку убаво, блазе си ви. Ви завидувам. Секој вието, да. Овака се оврскато пушењето. Ова тема ја имавме ние овдека. Нели, неколку пати, па и на други телевизија има и актуелно е секогаш. И треба да се внимава со пушењето, треба да се внимава покрај деца да не се пуши, јавни објекти во реќето, да не се пуши училишта, здравствени домови, чекални тие работи во ред, и да не се даде на деца до 18 години продавачи да не им дадат цигари, тоа е добро. Меѓутоа, добро е и за нас пушачите, јас сум пушач, али внимателен сум, каде пушам, бегам од внуците да не им сметам, така да и за нас пушачите законот може треба да биде наклонет. Так. Треба да ни најде место, например, јас одам во една установа на Сострог, порано сега веќе не одам многу, ама одаме и не смее во зградата нигде да пушиме. И се губе пред зградата. Глупости. Тоа не ниту личи, ниту културно, ниту личи на државата, таков закон. Треба соодветни места да се најдат, предпријатија, установи, кај да е, одредена просторија, да седне човек со кафе. Ето сега ни останало сега, што да правиме сега? Ама не може, ако се мисли да се забрани скроз, нека се забрани за секогаш, нека не се произведува цигари, нека не се произведува тутун, куристи имат 100.000 луѓе од тутунот, живеат 100.000 луѓе, нека рече еден готово. Али, у секој случај, не смееме да бидеме ние пушачите дискриминирани. Добро.
Толку ви благодарам и поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Следниот пат така кога ќе бидете без телевизор, без интернет, да се јавите. Јована на Фејсбукова за крај на емисијата. Јована на Фејсбук ни пишува: докторите прашуваат на преглед дали си пушач и тоа е чисто за медицинска статистика. Пушачите не анатемизираа, а никој не зборува колку пари од буџет одат на метадонска терапија за наркоманите, додека пушачите си трошат своји пари. Само силна вентилација по локалите и или лиценци да си обезбедат одредени локали кои ќе бидат само за пушачи. Поздрав, поздрав и до вас, Јована. Тоа беше и последниот коментар на денешната тема. И тука ве поздравувам, правиме пауза од прилика 1 час и повторно се гледаме во денешното издание на Мој термин, подневникот во 17 часот. До тога што останете со телевизија 24.